Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за мојот гостин. Добар ден, Милена. Pero Арсовски, веќе кажав и на вестите ве најавив, легенда на македонското глумиште, и моето прво прашање е што значи да се биде легенда во ваква земја? Легенда во земја во која ниту легендите, ниту вредностите не се ценат, не се слават, не се почитуваат. Па добро, вие деломно одговоривте на на вашето прашање. Да. Мене имено ништо не ми значи. Ништо не ми значи. Како сте третирани вие? Тоа е прашањето. Па, јас и не сум од оние кои што му недостасува да биде почитуван, да биде, не знам, славен, биде, да има привилегии било каде. Би сакал да го живеам животот нормално како и сите нормални луѓе, да чекам на ред, да разговарам и со пазарџиите, и со возачите, и со секого. Така, сакам да го живеам нормално, да не бидам легенда. Легенда сум, ја би можел да кажам и случајно. Се занимавам со мојата работа така што, онака како што знам најдобро, имам доста сработено до сега и ете, одеднаш станав легенда. Некој почна да ме вика Чичко Перо, некој ме вика легенда. А јас му се радувам на животот, можеби повеќе од колку кога и да е. Зошто? Во ваква земја ова е реткост да се слушне. Знаете што, кога ќе дојдете во моите години, ќе видите дека од оваа позиција многу работи за кои што се нервирале, за кои што сте мислеле дека се клучни во вашиот живот, дека е прашање да се биде или не, се толку небитни, неважни и остануваат само пар пријатели, некој мал настан ситен, било какво мало задоволство, некое мало патување или еден мал ангажман, да кажеме, да се посетите за она што се. Така да, јас сум задоволен и ми се живее, сега ми се живее можеби повеќе од кога и да е. Само што завршив во Београд трета сезона на Сенке над Балканом и ми беше големо задоволство да работам во едно такво друштво на нови млади актери, од кои што повеќето не ги ни познавам, меѓутоа имав големо внимание и баш ме разгалија, да ви кажем право, дека таму бев попочитуван од колку овде. Што значи тоа? Може да објасните, ве молам? Јас мислам дека малце знаат за мене и за тоа што се случува. Како може малку да знаат? Вие не сте само легенда на македонското глумиште, регионот ве славел со децении и децении наназад. Сите ве знаат, ве познаваат добро и ве ценат. Јас бев таму навистина дочекан од млади актери кои што знаат за мене, кои што ми дава такви комплименти и мислам до таму што вика ние учиме од вас, ние ве знаеме, ние вие сме ги гледале вашите филмови, јас имам доста филмови. Па да, учеле од вас, конечно. Така да поминав едно 2 месеца во Београд и во таа баранда на Драган Бјелогрлич, еден убав период кој што ме врати во животот, во мојата професија и тој прашува дали слушам прашувал и наоколу, дали сум во состојба да ја исполнам задачата, меѓутоа од која ја снимивме првата сцена му беше јасно. Дека сте најдобар, подобар од било кога. Така да почна да допишува сцени и така ја проширивме влогата малку. Добро работите вие и во Македонија, не е само регионот. Да, работа, да. Сега, во последниот период, знаете како, и кај нас и театрот, и културата не остана имуна на политичките влијанија, така да малце сум повлечен, но за тоа не би сакал баш многу да зборувам. Не, за тоа мораме да зборуваме. Вие сте еден од ретките кој е храбар
вистински интелектуалец и кој говори. Па немам што да заговам. Јас се уште мислам дека Ајнштајн бил во право кога рекол дека светот нема да пропадне од оние што прават зло, туку од оние што молчат. Да. Така да не мислам да молчам, мислев на предновогодишното расположение и така натаму. Меѓутоа во МНТ, мојата матична куќа, а и во другите театри. Чиј столб сте вие? Немојте премногу да бидете скромен, ве молам. Вие сте столб и на маната, освен на глумиштата. Добро, благодарам. Дојде до некои промени, можеби не се вработените во театарот толку виновни, меѓутоа општата ситуација во културата и во Министерството за култура и односот на владата кон културата е лош. Ако го земете во обзир податокот дека 80% од буџетот оди на плати, а само 20% останува за материјално работење, што значи правење представи, продукција, продукција, опремање на театарот и така. Тоа е неподносливо. Така да сега доаѓаме во ситуација да во репертоарот, ако го погледнете репертоарот на МНТ, а и на другите театри, се сведува на дуодрами, на стендап комедии, на ефтини текстови. Никој не пишува, што е поразително. Да не се појави ни еден наш текст. Во еден Чернодриски, кој што беше фестивал на домашна драма, нема ни еден македонски текст там. Никој не пишува. Критика нема никаква. Така да состојбата не е розова, не била нешто многу подобра и порано, меѓутоа сега е неверојатно колку падна нивото. Не му личи на МНТ да прави мали представички или стендап комедии. Мора да има барем 2-3 наслова од големите класици. Дали Чехов, дали Шекспир, дали Достоевски, кој да е. Не може ова представа на еден Унковски која што е одлична представа. Вие таму играте. Ја играв таму, да, сите сме птици, да не може да ја одржи Македонскиот народен театар и да ја симне од репертоар. Тоа не го разбира. Па тоа се прашањата. Каков е третманот? Унковски е легенда еднакво како и вие. Така е. И Унковски, мислам, не е закон дека и Унковски секогаш ќе прави одлични представи. Може некогаш да направи послаба представа. Меѓутоа, ова, конкретно, ова представа е одлична представа. Това не сум го кажал само ја. Добро, и не се сеќавам на лоши представи, на помалку добри представи на Унковски, но сеедно, вие разбирам поентата, зошто воопшто ја нема. Главната представа во МНТ. Така е. Да. Тоа е репертоарот што се очекува од МНТ, да речеме. А за други театри дури не знам што се случува таму. Битола исто е еден одличен театар, одличен ансамбл. Прилеп исто така. Прилеп е го затворија театарот. Да. Мислам, не ми се допаѓа тоа што се случува. Имате ли средби со министерот за култура Љутков? Не, јас не. На овие теми да говорите? Јас не. Не сте имале покана од него? Не. Никогаш? Па ние сме спротивставени страни, како да ви кажам. Што значи тоа спротивставени страни? Па тој страни? смета дека е, ако мене ме тргне на страна, ако ми се спротивстави, ако нема контакти со мене во смисла дека сум ја одбележан како член или припадник на другата опција. Тоа нема никаква врска со работењето. Знаете како, меѓутоа, јас сум баталец. Мене ми залепија многу етикети, дека сум бил кодош, дека... Добро, тоа беа политички хајки во време на груевизмот. Така е. Меѓутоа, се уште... Не сте единствен, се разбира. Сите интелектуалци беа на столбот на срам, така наречениот столб на срам. Таа поделба меѓу нас не е добро. Не се очекува од нас. Ние барем би требало да можеме да ги одбегнеме тие подели. Ние сме една фамилија, како да речем. Истиот леп го јадеме и би требало да се бориме за местото на културата во општеството. А
станавме службеници. Половина од нас само гледаат да се вдомат и да се тргнат на страна, да се бркаат некакви тезги, што исто така не е добро. Вчера се прославија 80 години на МНТ. Да. Бевте таму? Не. Се прашувате зошто. Па добро, ја знам зошто. Немам, тоа ми личи на една приредба која што дојде на група на политички или партиски одредени луѓе и направија една своја приватна забава. Така мене ми личи. Така мене ми личи. Така да таква е состојбата таму, и во културата и во театарот. Не можам да кажам ништо добро. До кај ќе биде тоа? Што ќе се смени? Не може да се чека на законот за култура 5 години или повеќе. Само го најавуваат. Секоја нова гарнитура го најавува новиот закон за култура. И се менуваат министри, немете да заборавите колку министри сме имале. Никој не мрда со мало прстен, ништо не знае. Ова што јас го кажувам го знаат и они, го знае и министерот. И која е причината? Имате објаснување? Па мислам дека сме на опашката на интересот на секоја влада. Буџетот независно од тоа која е мизерен за култура кој се издвојува? Не знам, како да сме нивни терет, нешто што не им е баш драго, не сме поуздани. Може да се случи да кажеме нешто што не треба или да ги искритикуваме, а најдобро е да ни дадат трошки и да молчиме. Да молчиме. Добро. Што е углавном и го постигнале. Не можем да кажем дека нешто се раѓа некаков бунт, дека некој се буни, дека некому му пречи тоа. Па да, молчат во принцип. Па не. Огромно мнозинство молчи. Да. А уметниците не смеат да молчат, се разбира. Па не смеат. Има тук таму во Прилеп се појави една група на млади луѓе кои што така баш жестоко реагира на затворање на театарот. И ја ги поздравувам и ги разбирам. Веројатно има и други незадоволни, меѓутоа некој си мисли дека е залудно. Што и да прави, само може да си создаде проблеми. Никогаш не е залудно да се говори, да се протестира. Јас мислам дека не е залудно, али некој не мисли. Така се пишува историја на еден народ, на една држава. Па само така. Да. Само така. Не може секогаш да е све совршено. Секогаш има некој проблем кој што треба да се реши, кој што некоја состојба која треба да се поправи, а тоа со молчење не може да го направиш. Апсолутно. И како ќе ја запаметите 2024-та, кажав веќе дека ја заокружуваме оваа година. 2025-та мислите? 2025-та се извинувам. Така. Па јас во главном ги рекав моите печатоци, јас се чудам. Понекогаш ме се чини што се случува со мене, можеби имам некаква грешна перспектива или перцепција, бидејќи слушам секој ден на телевизија се фалат како живееме се подобро и подобро, како стандардот ни се поправа, а јас се потешко излегувам на крај со мојата пензија или со тие средства со кои што располагам. Дека, да речеме, не знам, е подобро да се поделат пензии линеарно, отколку онака како што е по закон и по устав. И сега, ја не разбирам како може една влада да го крши уставот, да го крши законот, или, не знам, за Уставниот суд не можел да реши или да даде мислење, бидејќи биле 5-5 во однос на пензиите. Како може кога јасно пишува во уставот дека како се даваат пензии според тоа кој колку одделувал, така и има, така му се формира и пензијата. И има илјада други примери такви. Кажуваат дека секој ден кажуваат како сме трети во Европа по раст. Јас викам како тоа
Не го разбирам. Најверојатно се мисли дека малите деца побрзо растат од повозрастните. Ја, например, више не можам да растам, така ли? А растот е само белег на неразвиените. Само неразвиениот може да расте побрзо. И они сега тоа го топорат како некаков голем наш успех. Дека доаѓаат инвеститори, се тепаат да дадат пари овде, да инвестираат, а статистиката кажува дека паѓа заинтересираноста за инвестиции, дека си заминуваат. Па да, во земја во која царува корупција и криминал е нормално дека нема инвеститори бидат заинтересирани да вложуваат. Корупцијата владе. Да. Секаде. И убива. Кучани е, секаде. Трагедијата во Кучани е најстрашниот Тоа е пример. наш голем срам. Да. Еден најголемите срамови, мислам. Немам зборови како да го објаснам тоа. Ја чувствувам лично голема срам пред тие луѓе. Секој ден јас ги гледам нив на тоа судење таму. Да. Тие жени кои држат лекции на владата како треба и што треба, никој не обрнува внимание на тоа. Тоа е неверојатно. Добро, како гледате на Скопје град на култура? Верувате ли дека навистина ќе стане град на култура? Па ја не знам како ќе биде. Толку амбициозни планови кои не се воопшто ни започнати. Па нема ништо од тоа да биде. Мислам, нема да биде ни прво, ни последно ветување на владеачката гарнитура или било кој ќе биде тогаш на власт, ја не знам кој ќе биде. Али Скопје, јас можам да ви кажам дека ја не сум излегол 3 години на плоштад. Затоа што секогаш кога ќе отидам, после не може да се смирам уште неколку дена. Тоа е неверојатно што стана од нашиот град. Да. Не само тоа, Скопје 2014. Меѓутоа, и во самата култура нема надеж, не се случува ништо што би можело да ни наговести некое подобро време. Да речеме дека можеме да станеме град на културата. Кога е 28-ма, која година? Јас не знам дали ќе го доживеам тоа, но не верувам дека ќе успееме, ја не знам. Единствено ако се случи некое чудо, као што беше со Сараевската олимпијада, па одеднаш да се направи една од најдобрите олимпијади. Ова не е времето на Југославија. Тоа не е тоа време. Да. Добро, каква култура сакате да видите 2026 година? Па пред себе сакал да видам многу нови и млади луѓе кои што ќе се изборат за своето место таму. Но не со партиски книжки, се разбира, и партиски вработувања. Не, да биде да се појави или да зајакне една нова независна сцена, независна култура, која што ќе ги сруши бариерите, ќе биде авангарда. Ќе и даде нов здив на состојбата во културата, каде што е сега. Која што ќе ги разбуди овие сегашниве кои што се задолжени и платени да се грижат за културата. Вака они немаат никаква нити желба, нити пак амбиција нешто да се помогне независната култура. Мислам, тоа се млади луѓе кои чекаат, кои не може да дојдат до изразба затоа што немаат ни мал простор, нити помош од државата, а државата мора да најде место за нив. Мора да ги помогне. Авангардата е мотор на секоја општество, на секоја држава. Така е. А таа кај нас е заспана, ја нема. Маргинализирана, игнорирана. Се повлекува, многу луѓе се повлекува, ги снема. Видоа дека е залудно, веројатно добија некои шлаканици, некои закани, не знам, и тоа е можно. Кај вас упаѓаат во студија, во
овие инфомакски нападна. Тој добил условна казна, така. Сега ќе најдат некој друг, па и нему ќе му дадат условна казна и така. Опасни и тешки времења, велите дека предстојат. Па ја не знам што, да, не е добро. Како и да е, не е добро. Жал ми е за овај нова генерација што доаѓа. Вчера се пофалија дека наводно сме успеале да го запреме паѓање на наталитетот, дека сме се израмниле, не знам со која година, што е, како е. Ги гледам децата и се мислам во кое општество ќе живеат они. Сите се со телефоните в раце. Што е наоколу, какво образование имаат, колку пати одат во театар, колку се играат, колку имаат време за себе, колку и државата се грижи за нив и за нивната иднина. Не е добро. Младите бегаат надвор. Тоа е најголемата штета. И тоа само поради корупција. Да. Само поради корупцијата е секаде влезена. Ништо не можеш да направиш без да потплатиш некого или да понудиш некому нешто. Тоа е жално. Мали или големи пари се... Како и да е. Се е поврзано. Како и да е. Благодарам што бевте гостин Перо Арсовски. Благодарам. Благодарам што не гледавте. Пријатно.